Благодарам, почитувана председател на комисијата, почитуван заменик министер, колеги пратеници. На почетокот, дали треба да имаме намалени судски такси? Да, треба да имаме, тоа сте се согласуваме. Дали мерката од 48.000 на 60.000 денари се намалот е добра? Да, е добра. Дали ако бидат 5.000 би било уште подобро? Да, би било уште подобро. И тука, доколку во оваа држава немаме секогаш задни мисли, она што се вели, доколку немаме некои други правни лавиринти, би требало да заврши оваа расправа. На првото читање, зборев, тука седеше министерот за правда и му го посочив примерот на Скопска единица. Тој не беше запознат, рече ќе се запознае, а примерот беше дека доколку вие сте обвинет и ве обвини обвинителството на 100, 200, 300 страници обвинени, бидејќи тоа е странка во спорот и може да дава докази се она што мисли дека е за него релевантно, а може би за судот не е. И доколку вие како обвинет сакате тоа да го видите со цел да спремите одбрана, треба да платите 80 денари по лист. И кажав дека тоа не е во ред, бидејќи од една страна намалуваме за 42.000 денари такси или за 43.000 денари, а од друга страна, кај што се големите трошоци, 2.000 евра, 3.000 евра, 4.000 евра, остануваат исти. На пленарна седница исто така зборував, го повторив истото, бевте тогаш вие присутен, господине заменик министер, и рековте дека до второ читање отприлика ќе знаеме што правиме со тие интерни одлуки на судовите, каде што граѓаните се дерат со пари. Одговор се уште немаме добиено, дали тоа ќе го решиме. Прашав дали ќе има законов фискални импликации кога ќе бидат. На пленарна председателката на комисијата ми кажа дека не треба да се секираме, дека од 0,4 на 0,8% од БДП е зголемен буџетот од судовите. Сакам уште еднаш да потенцирам. Не е фер да излеземе со закон во кој што им кажуваме на граѓаните дека ќе имаат судски спор само за 100 евра или за 5.000 денари доколку го прифатите овој одман. Фер е да им кажеме на граѓаните дека доказите од обвинителството остануваат да бидат по 80 денари од страна, бидејќи така одлучил Скопски суд 1, бидејќи има можеби други такви судови, бидејќи не го решаваме проблемот, туку едноставно правиме популизам. И потоа ги отидат граѓаните на суд, кога треба да плаќаат 2, 3, 4.000 евра, викаат ете ги тие во собрание повторно не излажаа. Овој закон се договоривме дека ќе го носиме заедно. И не смееме да оставаме никакви сомнежи. Значи, мораме да имаме чиста состојба. Дали со 60.000 денари се оди на суд и се завршува спорот, или тоа ќе чини многу повеќе. До толку повеќе што господјата Мираковска гордо ми кажа дека се дуплира буџетот за судството, јас тоа го поддржувам. Така треба да биде. Но не може суди, судови, интерни одлуки, буџетирања, таа работа не ја бива. Затоа имате време до пленарна седница, ве молам барам 3 пати одговор на ова прашање. Дури се договоривме со министерот да не поднесувам амандман, дека тој ќе провери и дека ако е тоа така ќе го прошири, ќе го регулира во закон, дека судовите не смеат да си носат собствени одлуки. Во спротивно, ќе остане заклучокот дека се собраат пратениците во собрание, намалија 700 евра казна, им кажа на граѓаните дека ќе имаат за 100 евра судење, ама 3, 4, 5.000 евра остануваат баш кај адвокати. Мислам дека тоа ќе биде многу лицемерно од нас како пратеници во ова собрание. Благодарам.